Се наоѓаме во винаријата каде чести гости се американскиот, францускиот, хрватскиот, поранешниот словачки амбасадор и навистина е чест и задоволство да се биде гостин во винаријата Брзанов. Бидејќи го набавувате грузијето од страна, не го произведувате овде во Скопскиот регион, овде само се преработува. Кажете ни од каде го набавувате грузијето? Па вака, грузијето го набавуваме од повеќе локации. Значи имаме кооперанти со кои работиме повеќе од 10 години. Значи еден дел од грозијето, поголемиот дел од грозијето доаѓа од Велешкиот регион, значи тоа е од Велеско се иде према Чашка, има еден дел од Богданци, еден дел така белото грозје доаѓа од Неготино и еден помал дел од Скопскиот регион, тоест поточно од Водна, мислам, другата страна на Водна. Претпоставувам од квалитетот на грозијето зависи и квалитетот на вино. Да, се разбира, значи за едно вино да биде квалитетно, најосновна работа е да има квалитетна суровина. Ја мислам дека негде околу 80-90% квалитетот на виното зависи од самата суровина. А зашто ми ги спомнавте овие локации од каде што го набавувате грозијето? Овие локации ги напоменав, поготоа ќе напоменам Велешкиот дел, бидејќи се работи за една локација која е на интересна надморска висина, негде околу 600 метри надморска висина. Се работи за теруар Тера Роса, кој значи одликува со извонредни квалитети на грозје. Мислам да има грозјето има ја според мене мислам дека една од најдобрите квалитети ги има на таа почва. Исто така и начинот на кој се обработуваат лозјата е малце специфичен, што значи дека приносот за разлика од другите места каде што нели варира на пример за Вранецот од 20 хектари, 20.000 килограми на хектар. Обично добрите мајстори не ја кажуваат тајната нели на успехот, но јас себе ќе се потрудам од вас да добијам одговор на прашањето откако бидејќи го набавите грозијето, кој е процесот на преработка? Значи од кога ќе се набави грозијето, многу е битно грозијето кога ќе пристигне, значи да биде во период кога нема многу големи температури, тоа обично се случува во раните утрински часови или касно навечер. Исто е многу битен е момент да грозијето биде значи собрано во гајби. Значи тоа е еден битен момент. Втората работа исто е значи стартниот момент. Како ќе се преработи грозијето, бидејќи негде околу 90% понатамошниот квалитет на грозијето зависи од самиот почеток на преработката на грозијето, тоест од кога ќе почне со мелење на грозијето. Исто еден многу друг важен момент е да се има, значи, тоа е еден не знам како да го кажам, филинг на чувство, тоест кога ќе се види грозијето, да се знае, да се види како крајен производ, значи да се види некаде период после 3-4 години како тоа грозије би изгледало како вино. И многу битно е да се знае што сака да се добие од тоа грозје, мислам какво вино сакаме да добиеме. Како би го дефинирале вашиот стил на правење вино? Вака, нашиот стил на правење вино би го дефинирал како осликување на теруарот, значи во виното. Работиме значи со касни берби на грозје, значи грозје кои имаат поголема концентрација на шекер, кои може да достигнат 26, 27 па и 29 брикса. Вината се, значи, кои ги работиме се исклучително специфични вина со изразити танини, богати со екстракти, значи имаат поголем процент на алкохол, негде се движат од 15 до 17% на алкохол. И затоа и тие вина ги нарекуваме еликсири, бидејќи се значи полни екстракти и се така малце имаат полни се со антоцијани, со полифеноли, значи здравствено се така поиначе да се пие се многу добри еквивалент се на други вина кои се продаваат негде, значи една чаша еквивалент на пола литра или една флаша. Значи збориме за антоцијани и други материи кои се антиоксиданси кои се наоѓаат во виното. Што е според вас првично квалитетно грозје? Колку шеќер треба? Па квалитетно грозје е грозје кое значи не треба прво да е заболено. Значи не треба да има болести. Второ, значи да е, како што напоменав претходно, приносот да е многу мал, значи да не е многу голем. Значи тука се работи на редуцирање уште кога се млади гроздовите, уште кога се цветови, значи се прави селекција, значи се редуцира гроздето, се оставаат само тие гроздови, некаде може и по еден, по два грозд, нели да еден човек да има. И тие се многу битни исто моменти во. Вие повеќе од 10 години се занимавате со ова, па кажете колку видови на вина имате и кој е препознатливо за Брзанов? Па вака,
Од вината, јас би го, како на прво место би го напомнал вранецот, бидејќи мене ми е еден од најмилените сорти на грозје. Значи вранец. Да, ова е вранец, да. Вранец ми се допаѓа затоа што прво е наш, мислам, тука од овој регион. Сама се дискутабилно дали потекнува од Црна Гора, Хрватска, Македонија. Не е битно, мислам, битно дека е од овој регион. Друга работа, што ми се добива кај вранецот е предизвикот кој се соочувам со вранецот, бидејќи тој е многу див, исто како и темпераментот на луѓето кои живеат на овие простори. Значи се работи за едно грозје кое така малце диво, мислам како вино. Диво, значи треба да се скроти, да се припитоми и тоа е мојот предизвик. И друга работа која ми се допаѓа многу кај вранецот е тоа што може да е многу препознатлив за разлика од останатите вина, бидејќи може да изобилува со многу екстракти. Значи може да има и 40 и 45 грама на суви екстракти во виното, изобилува со една црна боја, затоа и кај нас постои изразот црно вино. И исто што може да е неговиот потенцијал за старење, значи вранецот ако има доволни количини на поголеми количини на алкохол, како што се работи за овие 16-17% на алкохол, толку многу екстракти и танини, погоден е за архивирање, тоа е за зрење на виното и повеќе негде околу 7 до 8 години, значи за виното да созре, може би се потребни 7 до 8 години за да добиеме едно вино кое е зрело и кое може да се консумира. Инаку, ја мислам дека вакви вина можат без проблем, ако плутата е добра, со одреден квалитет, убав квалитет, може да одлежува дури и до 30 години. Господин Антонио Брзано, вие сте прице енолог кој од оној непосреден разговор можев да заклучам слободно дека со голема љубов ви пристапувате на работата. Колку успеавте изминативе 10 години вашето знаење да го научите? Колку има интерес за вашите вина и на домашниот пазар и на странскиот? Винарството е една таква професија каде што значи резултатите може да се очекуваат последен долг временски период. Ако прво земеме во обзир грозјето, значи колку треба време за еден лозов насад да се посади, па се добие вино грозје квалитетно од кој ќе може да се прави вино негде околу 7 години. Значи има лозовите насади, обично грозјето го даваат после 4 години, негде 7-та година е веќе онаа година кога може веќе со полн капацитет да се преработи од него, од грозјето да се прави вино. После тоа инвестицијата во садовите, во дрвените буриња, бидејќи едно грозје за да например ќе земеме година 2012 берба, значи тек сега 2016 година ние тоа вино го ставаме во промет. Бидејќи требаат години за тоа вино да созре, да втаса вино така да трошоците се малце поголеми и периодот за да се изведат тие трошоци да се покријат така негде околу 8 до 10 години. Значи за да се извадат тие почетни први инвестиции кои се во бизнес. Дали сте насочени кон домашниот или кон странскиот? Моментално, со оглед на количината која имаме на грозје, сме насочени на домашниот пазар, меѓутоа се разбира во блиски дена се надеваме во блиски дена дека ќе имаме и некој производ надвор од нашата земја. Ја мислам дека тоа би било вранецот, бидејќи и планот ни е така малце поголема количина на вранец да имаме од наредните години, со тоа што нормално да го зголемиме капацитетот, така да вранецот би бил првиот кој ќе се најде на странските пазари. Повторно да кажам како енолог, што е за вас добро, а што е лошо? Па добро вино е вино кое е добиено од грозје. Мислам, вино кое не содржи во себе многу додатоци и многу поправки, значи пак е напомнам, многу битно е суровината да е многу здрава. Бидејќи секоја една интервенција и поправка на грозјето и сите останати додатоци го намалуваат квалитетот на грозјето. Исто така многу е битно значи хигиената на садовите е многу битна за производство на едно добро вино. Така да од кое вино боли глава, од кое не боли? Има многумина дегустатори што не претеруваат со количински испиено вино, а сепак ги боли глава. Сите вина кои се сработени не како што треба, со кои имаат некои проблеми, подлежуваат на поголеми количини на сулфити и исто така и сулфитите. Значи право да се чувствуваме со маморни, со болки во главата на едниот ден. Исто така и како што кажав, додадените ароми во виното. Исто може да предизвикуваат